27 коњаници од Горно Лисиче вечерва тргна на традиционалниот Илинденски марш кон Крушево, каде што ќе стигнат на Денот на Републиката 2 август Илинден. Придружени од фаланга составена од 20 на членови, играорци на културно-метничкото друштво Никола Јонко Вапцаров, коњаниците тргнаа денеска попладне од паркот Јане Сандански во аеродром и минувајќи низ главните булевари на општината, стигнаа во Горно Лисиче во црквата Свети Петар и Павле, каде добија благослов за предстојниот 6-дневен пат. Организатор на манифестацијата е Сдруженијето Илинденски марш 1978 од Горно Лисиче, а покровител на нејзиното годишно 38 издание е премиерот Емил Димитриев. Драго ми е што со ваков ентузијазам, со срце и со емоции си ги чуваме овие наши традиции. Тоа е дел од нашиот идентитет, тоа е дел од нашето постоење како народ, тоа е наша историја, а како што вели една убава мисла, историјата е сведок на времето, светлина на вистината, живот на спомените, весник на минатото и учителка на животот. Токму затоа да ги чуваме и да ги пренесуваме на следните генерации спомените за славните илинденци, спомените тоа како се сака и како се гине за Македонија. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски во обраќањето на соборот рече дека маршот кон Крушево символично значи марш кон слободата. Овде во Горно Лисиче да ги испратиме овие храбри коњаници да од ноќва почнат да маршираат према Крушево. Маршот према Крушево символички значи марш према слободата. Марш за самостојна, обединета и слободна Македонија, која што 1903 година вакви маршеви од цела Македонија биле упатени према Крушево, према славното наше Крушево, каде што македонскиот народ, заедно со останатите народи во Република Македонија, храбро изади и создаде своја република. Да им дадеме почит на сите оние кои што ги дадоа своите животи за времето на Илинденското восстание, преди Илинденското восстание и после Илинденското восстание. За сите оние кои што ги дадоа своите животи за слободна, самостојна Република Македонија. Признание за учество во маршот добија Сдружение од општините во Македонија. Соборот во Горно Лисиче за испраќање на коњаниците кон Крушево продолжи со огномет, со народни песни и ора и настап на пејачи од естрадата.